Добар ден, почитувани медиуми, почитувани сограѓани. Ја користам оваа прилика да ве информирам за настаните кои што треба да се случат во текот на оваа недела. Во очекување сме на 3 ноември, ослободувањето на град Прилеп. Оваа година 79 пат се празнува овој празник за нашиот град. Верувам дека и вие се согласувате дека тој е најголемиот кој што го имаме како град. И во таа насока Советот на општина Прилеп во соработка со локалната самоуправа приготвивме 3-дневна програма за да го одбележиме овој ден, реков по 79 пат, и оваа програма нека биде како влез во она што ќе се случува наредната година, во јубилејниот 80-ти ден на прослава на ослободувањето на град Прилеп 3 ноември. По повод ослободувањето оваа година направивме една програма која што, ја користам приликава сите граѓани на општина Прилеп, сите институции, да ве поканам официјално да присуствувате на одбележувањето на ослободувањето на Прилеп 3 ноември. Почнуваме на 1 ноември во среда, срекно, во 12 часот, на платото кај градскиот часовник со еден хуманитарен настан во општина Прилеп во соработка со Асоциацијата на деца со ретки болести, односно на деца со заболени од цистична фиброза, да организираме еден хуманитарен настан на кој што ќе настапи познатиот прилепски бенд The Hounds со нивен придонес кон помагање на овие семејства чии што деца имаат оваа ретка болест, а за која што до сега барем нема лекови на позитивната листа. Знаете, беше подкрената свеста кај граѓаните, беше предочен овој проблем. За цела несреќа и нашиот град има од 4 останали уште 2 семејства кои што се борат со оваа болест, и во таа насока ќе имаме еден, како што ви кажав, хуманитарен настан на кој што ќе има и отворено за кутија за донации, кој што сака и кој што може е во можност да им помогнеме на пред се на асоциацијата, а преку асоциацијата и на семејствата на овие семејства кои што чии што нивни членови имаат оваа болест. Понатаму вечерта продолжуваме во 19 часот со традиционалниот годишен концерт на културно-уметничкото друштво Мирче Ацев, кој што се вклучува со нивниот годишен концерт во одбележувањето на 3 ноември. Следниот ден на 2 ноември во четврток во 12 часот во Средното општинско училиште Орде Чопела ќе се одржи турнир на деца од школска возраст во брзопотезен шах, и тоа е еден од настаните кои што треба да биде посетен од вас. Понатаму продолжуваме во 19 часот еден од добитниците на наградата Животно дело, академикот Валентин Мирчевски, кој што е прилепчанец, да ја користам приликава да ве поканам овде во Собраниската сала во 19 часот, значи да присуствувате на неговиот академски час. Ќе бидат поканети ученици кои што учествувале, ќе биде поканет ученикот кој што беше и не представуваше на Олимпијадата по хемија оваа година, професори и наставници по овој предмет, и мислам дека ќе имаме еден добар и плоден настан овде во Собраниската сала, значи повторувам, во 19 часот во вторник. За конечно на 3 ноември во петок, на самиот ден на ослободување на град Прилеп, агендата почнува рано наутро во 8 часот и 30 минути со положување на свежо цвеќе пред спомениците на Методи Андонов Ченто, пред споменикот на Кузман Јосифовски Питу, понатаму во криптата на могилата на непобедените и завршно на местноста Песио Брдце, каде што најголем број прилепчани во Втората светска војна загинале. Продолжуваме во 10 часот со отварање на државно првенство во пинг-понг, организирано од Сојузот за училишни спортови во Средното општинско училиште Ѓорче Петров во 10 часот. Во 11 часот на плоштадот, на арт плоштадот на платото пред Домот на културата, традиционално со ликовен хепенинг организиран од страна на Ротари клубот од Прилеп. Во 18 часот веќе во формалниот дел пред почетокот на свечената седница на Советот на општина Прилеп, на која што ќе бидат доделени наградите за 3 ноември, ве покануваме на отварање на изложба Прилепни стари фотографии. Ја користам приликава да се заблагодарам на колекционерите од Прилеп кои што дадоа свој придонес и ги дадоа своите колекционерски дела да ги преточиме низ една изложба на фотографии, 20 фотографии избрани од панорама на Прилеп, кои ќе бидат презентирани во влезот на
Домот на културата Марко Цепенков за конечно во 19 часот да почне свечената седница и по подолго време заради корона условите ќе се одржи во големата сала во Домот на културата Марко Цепенков. Уште еднаш ја користам приликава сите граѓани да ве поканам да ја проследите оваа агенда по повод од ослободувањето на нашиот град 3 ноември. Благодарам.